За 20% повисоки пензии за пензионерите побараа денес пратеничката група на ВМРО ДПМН преку предлог закон за дополнување на законот за пензиско и инвалидско осигурување, кој денес го доставија до собранието и бараат да се донесе по скратена постапка. Овој предлог закон предвидува исплатата на пензии повисоки за 20% да почне веќе во април. Имајќи во предвид појавата на пораст на цените на одделни производи и електричната енергија, кој што се од витално значење за пензионерите, како потреба за подобрување на животниот стандард, сметаме дека треба да се обезбеди зголемување на старосната пензија, но и на сите други останати видови на пензии. Според Мицевски, доколку не постои зголемување на пензиите, пензионерите ќе бидат доведени до рап на сиромаштија поради неможност да ги подмират основните животни трошоци. Доколку не постои зголемување на пензиите, пензионерите ќе бидат доведени до рап на сиромаштија поради неможност да ги подмират основните животни трошоци. Цениме дека со предложеното законско решение ќе се подобри социјалната положба на корисниците на пензија во 2022 година со порастот на сите видови на пензија за 20%. Преку оваа форма, усогласувањето ќе се зачува реалната вредност на пензиите и се заштитува стандардот на пензионерите. Од ВМРО ДПМН побара пратеничко единство за донесување на овој закон, исто какво што беше демонстрирано при гласањето на законот за минимална плата. Предходно неколку министри, вклучително и премиерот Димитар Ковачевски, најавија покачување на пензиите, но без да прецизираат за колкав износ станува збор. Веќе имавме едно зголемување на пензиите во јануари оваа година од 2,9% со усогласувањето. Започнавме анализи за дополнително покачување и наскоро може да очекуваме повторно зголемување на пензиите. Одлуката за покачување на пензиите ја очекуваат околу 328.000 пензионери, колку што ги има во државата, а просечната пензија е 15.800 денари. Сепак најголем дел од пензионерите, 51%, земаат пензија до 14.000 денари, а 21% од пензионерите се во групата од 14 до 18.000 денари.